Што има ново? Ова copy-paste новинарството се посочува како голем проблем со години во сферата на онлайн медиумите кај нас, но и секаде во светот. Овој проблем ги става во тешка положба редакциите кои што работат професионално и плаќаат новинари, монтажери, сниматели и така натаму за да создадат медиумски производ. Од друга страна, токму оваа сфера се генерализира дека онлайн сферата, односно онлайн порталите се најголеми производители или ширачи на дезинформации, потикнувачи на говор на омраза и така натаму. Што може да се направи за да се заштити угледот на професијата во една ваква хаотична ситуација? Па сега на одреден начин, благодарение на ова ваше прашање, се префрламе на оваа сфера на заканите на информацијските закани, на прашањето на аспектите на дезинформациите. И тука само пред да навлезам во тој дел, само ќе кажам дека еден важен аспект кој го имаме во предвид авторските права и така натаму, уредувањето на овие односи. И за да не испадне дека само јас кога говорам во име на Рацин или кога би говорил во име на, иако Рацин не е член на онлайн Сдруженијето онлайн медија МК, но сепак ако би говорил во име на заедницата на порталите во Македонија, ќе кажам дека и за нас сега ова представува обврска кога веќе некој ни ги заштитил авторските права, ние да водиме сметка да не злоупотребуваме авторски права од други медиуми, особено странски. Бидејќи имаше одредени укажувања кои велеа, да, вие до сега влечевте содржини од други извори без да наведете и без да ги почитувате авторските права, сега тоа нема да можеме да го правиме туку така. Ке треба или да ги уредиме односите со тие, од каде што влечеме содржини, на било кој начин, тоа или со наведување, со користење на Creative Commons, оние ситуации кај што може да се користат тие информации и така натаму, на било кој начин кај што треба да се уредат и да се практикуваат така како што треба. И сега конкретно за прашањето за дезинформациите, тоа во одредена смисла требаше да биде и треба да биде и понатаму обврска на секој онлайн портал да внимава кога презема содржини и кога ги пренесува преку својот портал, да внимава во однос на тоа дали се тие да испита, да истражи, да ги искористи сите можности, дали пренесува дезинформација или информација која на било кој начин представува некаква информацијска закана. И тоа е нешто што едноставно медиумите, онлайн порталите и така натаму, бидејќи се зборувам во името на таа заедница, мора на тоа да обрнат големо внимание, огромно внимание, користејќи го искуството на новинарите, на уредниците, користејќи ги укажувањата, користејќи ги сите аспекти кои постојано сите овие години наназад ги зборуваме за тоа какви штети може да направат дезинформациите во јавноста, кога без контрола, без филтер, без внимание се пренесуваат информации кои потоа наеднаш сваќаме дека предизвикале штета. Наместо да сватиме отпосле, многу важно е превентивно да се делува и да се препознаваат тие информации пред да се пренесат преку нашите медиуми до публиката. Добро, социјалните мрежи, односно социјалните медиуми, ако веќе сакаме да ги наречеме така, стана едно големо поле за ширење на дезинформации, пропаганда, но и разни видови на измами. Последниве денови беше актуелна една измама каде што профил на Facebook им нудел на лица на семејства на настраданите од Кочани, се работи за Библиска Македонија, мислам, профилот, молитви во тегли, и дел од граѓаните за жал потпаднале под овие измами, не е само овој вид на измами, туку и многу други. Зошто како се создаде ваква ситуација каде што публиката, односно дел од неа, толку лесно потпаѓа под овие измами? Што може да направат и медиумите? Еве, во конкретниот случај голем дел од нив објавија реакцијата на Македонската православна црква за оваа измама и дека пријавила до МВР. Како дојдовме до ситуација граѓаните да веруваат на ваков тип на измама? Во одговорот на ова прашање или за да се одговори на ова прашање може да се тргне од повеќе аспекти.
Прво, еве да тргнеме од тоа, од одговорноста на медиумите. Добро, еве да конкретизирам. Молитви во тегли. Нели е тоа малку вака за било кој што ќе се соочи со таква понуда, треба да биде нешто што предизвикува сомнеш. Како се доведуваат граѓаните во состојба да поверуваат? Апсолутно е така, но знаете како, мора да прифатиме дека во ситуации на кои се посебно осетливи за граѓаните, во ситуации на очај, во ситуации кога е изгубена надежда, во ситуации кога сме се соочени граѓаните со сериозни трагедии и последици од тие трагедии, како што беше пожарот и трагедијата во Кочани, во која ги изгубија животите 62 млади лица и многу остана со трајни последици и физички и психички. Во такви ситуации мора да прифатиме дека се подложни граѓаните во потрагата по надеж, во потрагата по утеха, во потрагата по нешто што барем малку ќе им ги ублажи раните и последиците од една таква ситуација. Таа ситуација за жал ја користат вакви, не знам како да ги наречам, трговци со очај, кои ги злоупотребуваат овие ситуации за да продадат нешто што се нарекува, замислете, молитва во тегла. И сега, во една таква ситуација, понатаму да речеме, одговорноста на медиумите е да откријат, да укажат на тоа и да покажат со прст колку е тоа опасно за тие граѓани, колку е тоа злоупотреба на таа трагедија, на тој очај во кој се наоѓаат и на ситуација на безнадежност и во потрага на утеха со која се соочуваат тие граѓани, да им медиумите се должни да им кажат дека тоа е погрешно. Во овој случај прва реагираше, барем од она што јас го знам, веројатно имало и реакција на граѓаните, Струмичката епархија на Македонската православна црква, но тоа мора да биде широко потоа пренесено за да се укаже на тоа и едноставно да се запре, а понатаму и институциите да преземат нешто доколку има некакви, не знам, одговорност која се коси со некакви законски одредби, дури и тоа да се санкционира. Не знам, тоа треба да се испита, не сум сигурен тоа дали има такви кршења на закони, но моралните закони за кои зборуваме во овој аспект, етичкиот став кој треба да го завземеме ние е да ги разоткриеме, да укажеме, да покажеме со прст на тие трговци со некакви со очајот на граѓаните, за да го направиме тоа. Друг аспект е она што со години го зборуваме, медиумската писменост и медиумската квалификуваност на граѓаните, кога ќе видат некаква таква ситуација, таков напис, таков текст, да прифатат, да сватат, да знаат дека тоа е некаква манипулација, дека едноставно не може да биде од никаква ефикасност некаква молитва во тегла. Тоа е само апсолутно, и тоа е само, го користам само како пример, може да се појави во различни облици, на различни начини таа манипулација да стигне до граѓаните. Медиумската писменост и тоа да првенствено првата и основна точка дека граѓаните што треба да ја сватат, дека се што се нуди на медиумите како содржина, како порака, како што се прикрива под некаква новинарска или било каква содржина, треба да се приде кон тоа со сомнеш. За жал, со сомнеш, генерално велам така, а потоа да се, вториот чекор е да се исчисти тој сомнеш, да се препозна и да се тргнат сите листови што ја кријат дезинформацијата, за да стигнеме да откриеме дека е дезинформација. Тоа е мачна работа и на еден собир кој многобројни од многобројните што сега ги одржуваме и што ги одржувавме минатите години, беше кажано дека не можеме да очекуваме дека граѓаните секојаш и во секое време ќе бидат должни едноставно да дебанкираат тие самите. И тука треба до израз да дојде медиумите, треба да дојдат граѓанските организации кои се бават со овие прашања, да им помогнат на граѓаните со различни, не знам, обуки, совети, tips and tricks, како се вика тоа на англиски, како е, да препознаат и да ги совладаат тие алатки, за да знаат кога можат да очекуваат од некоја информација дека е дезинформација или дека е манипулација или дека може да биде злоупотреба на некаква состојба. Добро, дел од малку граѓански организации во земјата активно работат
на поле на едукација на граѓаните, на разобличување на дезинформации, колку медиумската заедница се вклучува во ова. Се добива впечаток дека борбата е против дезинформациите и измамите од ваков тип е ограничена на неколку актери во граѓанскиот сектор, а дека медиумите самите многу повеќе се тие кои што се злоупотребени за ширење дезинформации, отколку самите да се стават во како предводници на таа борба, бидејќи оваа индустрија на дезинформации всушност им ја зема публиката и ги доведува во тешка економска ситуација, бидејќи ако немате публика, немате огласувачи и може да се доведете во ситуација да ставите клуч на врата. Дали има капацитет медиумската заедница, медиумите, дали се свесни за овој проблем и колку тие работат? Што може да направат повеќе за да се справиме подобро со дезинформациите? Да тргнем од последното, дали се свесни или не, мислам дека ќе биде безсмислено да кажам дека не се свесни после толку години и после толку укажувања за опасноста од дезинформациите, од информацијските закани. Свесни се. Нема прашање, нема збор околу тоа дали се свесни или не. Прашање е колку таа свесност ќе ја искористат за да влезат во битката против дезинформациите и информацијските закани, бидејќи едноставно треба да се ослободат од потребата да бидат атрактивни и да го привлекуваат вниманието, пренесувајќи ги тие содржини, знаејќи дека тие се погодни за кликови, погодни за читање. Тоа е најголемата стапица и опасност од која треба да се ослободат, затоа што на тој начин ги пренесуваат дезинформациите. Кога ќе се ослободат од таа потреба да ги пренесуваат тие дезинформации, ќе го направат следниот чекор. Значи, долго време сме во оваа ситуација и вие, и јас, и институциите низ кои сме поминувале, и знаеме дека е тоа тешка, долготрајна борба. Јас кажав сега скоро дека таа, ќе ја наречам војна меѓу застапниците на дезинформациите и на информациите од ризик и на другата страна овие кои се борат против тој табор, таа никогаш нема да престане, бидејќи овие првите нема да престанат. Војувањето со дезинформации е такво и им покажа на тие кои го прават тоа дека може да донесат одредени придобивки за нив. И заради тоа тие никогаш нема да престанат. Затоа од другата страна, оние кои треба да им се спротивстават на нив, исто така никогаш не треба да престанат. Апсолутно тука нема да дочекаме ден кога ќе има примирие, кога ќе има преговори за мир и дека ќе се согласиме дека повеќе нема да има дезинформација. Тоа едноставно никогаш нема да се случи. Наместо тоа, треба постојано и општеството, сите фрагменти во општеството кои се должни да учествуваат во таа битка да ги запрат дезинформациите, да ги дебанкираат информацијските закани, да ги описменуваат граѓаните во медиумската писменост, во медиумската квалификација, да ги препознаат. Не треба никогаш да се престане. И тоа треба да биде една перманентна битка во која сето тоа треба да се прави. Бојаровски, ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам на можност. Благодарам на вистина. То има ново